СДСМ и Сорос се едно исто. Дел од истата шема на деструкција и антидржавно делување. Анонимната Фани Карамфиловска, наследничката на Владимир Милчин, на врвот на Соросовата инсталација во Македонија, го прави она за што е платена со тешки милиони евра, а тоа е да го продолжи неговиот лик и дело и со узурпација на невладиниот сектор да му врши услуги на СДСМ и да ја узурпира волјата на народот. Јасно е зошто наследничката на Милчин има потреба да се правда и објаснува. Граѓаните ја видоа деструкцијата на СДСМ Сорос на дело и ги казнија на избори. Ги казнија за платеничките револуции, за нападите врз полицијата, за вандализмот и уништувањето на културни споменици. Сега анонимната наследничка на Милчин го кажа тоа што се очекуваше. Грст невистини, лаги и шпекулации, без да даде било каков одговор на суштинските прашања. Таа практично со својата изјава призна дека за се што прават во Македонија нивната централа е запознаена и високо свесна за штетата која ја прават на државата. Речиси 150 милиони евра од Сорос Македонија се директно потрошени на корумпирање на македонското општество. Нивниот најголем проект е платеничката револуција, чиј производ е штета на државниот и општествениот имот, физички напад врз полицијата и редица други испади, се со цел да се поддржи и помогне аболицираниот криминалец Зоран Заев. Од медиумите видовме дека само во последните 2 години истата таа претседателка Фани Карамфиловска инкасирала 4 милиона 808.567 денари, и тоа во периодот кога таа раководеше со платеничката револуција која удри по институциите, историјата и достоинството на државата. Фани Карамфиловска не одговори и зошто огромен процент од европскиот буџет на Сорос оди токму во Македонија. И тоа по правило, секогаш пред избори, овие така наречени граѓански организации добиваат поголеми суми, организираат протести, кампањи во кои отворено застануваат зад политички опции. Тоа што тие тврдат дека инвестирано во општеството, односно во општествена корист, се трошки во поглед на тоа што е злоупотребено и испрано во политички цели. Производот од делувањето на Сорос е целосно корумпирање на граѓанскиот сектор, платеничка револуција која се прогласи за шарена револуција, платени експерти со наредба без аргументи да критикуваат и напаѓаат, создавање на тензии и конфликти, корумпирање на медиумскиот простор и злоупотреба за политички цели, организирање на новинарски фабрики, збришување на слободната мисла, злоупотреба на младинските движења за политички цели. Заклучокот и после јавниот настап на Фани Карамфиловска е јасен. Фондацијата за отворено општество која ја води, единствено нешто кое отворено го работи е поддршка на аболицираниот криминалец Зоран Заев, неговата деструктивна политика и отворено партиско политичко действување. Ви благодарам.